Почитувани, ја следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони и Бети Треновски. Како што знаете, секоја сабота во ова време е резервирано за разговор со наши гости, а наш денешен гостин е господин Александар Ристевски, политички аналитичар, колумнист и антрополог. Со господин Ристевски ќе ги анализираме сите актуелни случувања во Македонија и пошироко, како и теми кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, од господинот Ристевски ќе побараме мислење за оставката на Љубомир Фрчковски од функцијата амбасадор во Обединетите нации во Њујорк. Ќе зборуваме за новиот началник на генералштабот на армијата Сашко Лавчиски, како и за тврдењата на Кренар Лога дека бил поставен неправедно и незаконски, а ќе зборуваме и за препукувањата помеѓу знам и вреди. Ке зборуваме и за грозоморното убиство кај трговскиот центар Мавровка и за осомничените за убиството кои претходно избегале од скопскиот затвор. Ќе зборуваме за ултиматумот на СДСМ, како и обвинувањата на Крешник Бектеши од ДУИ за некаква наводна наредба за следење на функционери на ДУИ и представниците на Европскиот фронт од страна на владата на премиерот Христијан Мицковски. Ке зборуваме за променетата мешовита историска и образовна комисија која ја најави Мицковски, а ќе зборуваме и за она што Славјанка Петровска го обвини премиерот Христијан Мицковски за нарачка и охрабрување на убиства. Почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следниве 80 на минути ќе разговараме со нашиот гостин Александар Ристевски, кого во овие моменти преку видео линковско поврзување го покануваме да ни се придружи во студио на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблеми со звучниот сигнал. Господине Ристевски, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро вечер по австралиско време, добро утро по македонско и европско време и поздрави секој добро. И до вас. Добро утро и од мене, господине Ристевски. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана за денешно учество на Македонски корени. Навистина ни причинува огромно задоволство и чест што сте повторно заедно со нас. Се надаваме дека ќе го задржиме вниманието на сите наши слушатели и гледачи и покрај тоа што на едниот компјутер не ве гледаме воопшто, меѓутоа на ова што го примаме, гледаме дека сте тука, ве слушаме. Доколку има прашања, господин Ристевски, од наши слушатели и гледачи, а не се опфатени од наша страна, ќе ви ги поставиме на екранот и доколку сметате дека треба да одговорите на истите, ќе можете тоа да го направите. Нема проблем, тука сме. Господин Ристевски, како ќе прокоментирате одлуката на Љубомир Фрчковски да стави крај на неговата кариера со тоа што си даде оставка од функцијата амбасадор во Обединетите нации во Њујорк и тоа пред да се сретне со министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој го повика Фрчковски на разговор за досегашната работа, а поради сомневања за финансиски злоупотреби. И какви се вашите очекувања околу одлуката на претседателката Гордана Силјановска? Дали таа ќе ја прифати неговата оставка и ќе го отповика од функцијата? Дефинитивно. Видете, кога се зема во предвид самиот Фрчковски како еден своевиден идеолог на социјалдемократскиот сојуз и сите оние промени кои низ годините сме ги правеле поврзани со името и со идентитетот и остапките кои Македонија ги правела за да задоволи желби, да кажем, и на Грција, и на Бугарија, и на останатите со изговор на некаква евроинтеграција, за мене е сосема логично да лик од тој калибар биде пред време повлечен или вратен, како врв на тоа да земеме во предвид и дека еден куп, условно речено, злоупотреби му се натоварија, за кои тој даде некаков си формален изговор дека имал брза потреба или било што. Јас искрено да ви кажам, сум имал можности во животот каде што сум раководел нели средства кои не се мои, никош не ми текнало во момент да потрошам нешто за лични потреби, па после да кажам дека ќе ги вратам. Затоа постојат кредитни картички. Самите знаете, нели, имате дозволен минус, имате се, така да изговорот дека некој нешто може да направи приватно и после да се вади дека тоа ќе го скомпензирал, малку е фарсичен. Секако дека Силјановска Давкова ќе ја прифати, условно речено, оставката, повеќе од известно беше дека и тој и дека еден куп дипломати кои во моментот ја вршат таа должност за државата, со оглед дека
не се на иста бранова должина, да кажеме, барем според ставовите мислењата на тоа како државата Македонија треба да се представува во меѓународната заедница. Мислам дека е повеќе од очигледно дека тој барем во тој поглед е завршена приказна, земајќи предвид дека е тој во одредени пензионерски години. Мислам дека ќе се врати, ќе се повлечи, тоа е тоа. Председателката Гордана Силјановска-Давкова пред некој ден го постави генерал мајорот Сашко Лавчиски за нов началник на Генералштабот на армијата. Како ќе ги прокоментирате обвинувањата и критиките од страна на поранешниот министер за правда Кренар Лога, кој тврди дека поставувањето е неправедно и незаконско? Државната комисија за спречување на корупција веќе отвори предмет за ова и собира документација за проверка на наводите во пријавата. Добро, нека поведи постапка и какво такво судство и со 23% доверба треба да одлучи. На крајот на криштата словото на законот е тоа. А доколку постапките не се запазени, тој треба тоа да го обжали, а не да прави фарса во медиумите. Соопштил дека не се сложува, соопштил дека има забелешки за тоа како е водена постапката. Одлично, нека даде на испитување во рамките на државата и на системот. Тоа е поента на една држава. Кренар Лога беше министер за правда, не остана баш многу славен по тоа прашање, така да предпоставам дека ова дел од обид на негова актуализација во јавноста и префрлање околу тоа кој каков е и генералот, главниот на Генералштабот на армијата. Така да доколку има забелешки, нека го обжали тоа и ќе видиме дали е во право. Така, пред некој ден, поточно во вторникот, на паркингот кај трговскиот центар Мавровка се случи тоа грозоморно убиство. Прво осомничениот е во 30-дневен притвор, а второ осомничениот е ослободен, бидејќи кај него не биле пронајдени докази за негова вмешаност во убиството. Додека пак третото осомничен сам се пријави во полициска станица Пролет и негира поврзано со самото убиство. 20 од осомничените биле бегалци. Имате ли сознанија за овој случај и за тоа како и кога избегале од скопските затвори? Која е можната причина за ваквото грозоморно убиство и дали брзото расветлување на убиството и досегашните казни на лицата во правосудството допринесува да се враќа изгубената доверба? Еве мала ексклузива, јас физички од местото на ликвидацијата работам 200 метри, а некои си 30-40 метри, значи на раскрсницата кај Опера и балет, Мавровка, Народна универзитетска библиотека и плоштадот поранешен Илинден, сега Скендербек. Тука вртам со колата секој утро за да се паркирам. Така да, токму многу е интересно, токму кога се случила ликвидацијата во раните утрински часови. Значи тоа предпоставам дека негде било околу 9 часот, затоа што околу 8:40 веќе ништо немаше случено. Јас само завртив со кола да се паркирав, бев тука во близина и отидов токму на некои си 20 метри, тоа е кај хотелот Осмица, одма тоа е паркингот одма кај стоковната куќа Илинден, или како се викаше са според собственикот, не е битно. Кажете го, забележав, одев на доручек, токму тоа утро, така да можам од прва рака да ви соопштам, еден сум од ретките што проаѓаше таму, мислам, барем од овие што медиумски настапуваме. Тоа се случи на самиот паркинг и службениот влез од стоковната куќа Мавровка. Затворениците се испоставило дека се избегани од затвор, значи тоа се веќе осудени лица на издржување на затворски казни. Едното лице избегало од затвор пред 2,5 или 3 месеци, му се губи трагот, а другиот е избеган во очи промената на раководните структури во затворот, значи пред повеќе од месец и нешто. Така да тоа биле лица бегалци од затворот. Во јавноста се пласира разни теории за тоа која била причината, кој бил поводот, дали очекувале да најдат пари, злато, не знам што кај собственикот. Интересно е што го одзели и компјутерот. И јас се сомневам дека е обична кражба ради проста и едноставна причина, кога имате возрасен маж и жена, а кога имате двотројца разбойници, сигурно нема да се осмелите да го ликвидирате човекот ако желба ви е кражба. Мислам дека кражбата, барем моје мислење, мислам дека кражбата е своевиден изговор. Мислам дека тука е нешто подлабоко, дали е некаква освета, дали се работи за тоа што нешто поседувал тој во компјутерот или било што.
матен случај битно е што извршителите се брзо најдени и откриени со брза акција на полицијата. Тоа утро, како што ви реков, самиот влез према паркингот што оди према чаршијата и према Мавровка беше заграден, од кога се случи, нели, настано многу брзо време по тоа. Имаше огромен број на полиција, имаше полициски комбиња и се. Дали е форма на пресметка, дали е некаква освета за нешто, дали е нешто многу подлабоко, претпоставам дека истрагата ќе најде. Сега има некакви штури информации, но сепак се работи за една сурова ликвидација среде бел ден на отворено. И деновиве, па и задниве 2-3 години се случува еден куп неразјаснети случувања кои отпосле се испоставува дека се своевидни криминални или мафијашки пресметки поради некакви нерасчистени материјални односи. Така да подземјето очигледно се пресметува со себе. Мислам дека полицијата за сега повеќе од пристојно си ја врши работата и се надевам дека во скоро време сето ова ќе биде расчистено и дека превентивно ќе се направи се што е можно да не се доаѓа во вакви ситуации, да имаме јавни ликвидации и престрелки по улиците на Скопје и на цела Македонија. Господине Ристевски, како ќе ги прокоментирате тврдењата на СДСМ дека структури во МВР му помогнале на Блемир Рамадани, поранешен припадник на УЧК, обвинет за воени злосторства, да избега од куќен притвор и да замине во Косово? Како гледате на ултиматумот испратен до министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој доби еден ден да објасни како Рамадани ја напуштил Македонија? Дали имате информации за тоа каде се наоѓа СДСМ со ултиматумот, бидејќи рокот веќе им помина? Како ултиматум? Тие во моментот сега се во форма на пазарење и во страв кој од нив ќе одговара кривично за неделата што се правени во изминатите години. Не знам дали приметувате, токму затоа во последно време еден куп анонимци, кои никој не ги видел во медиумите, излегуваат на некакви пресконференции. Сите оние кои беа носители на функција нигде ги нема. Затоа што се во период на пазарење. Тие се пазарат буквално за да си го заштитат задникот, вака, просто едноставно речено. Нема тука ултиматуми, нема тука било што, може само да се силат, ама негативниот правец кон нив доправо доаѓа, кон таквите представници на поранешната власт. Патем, како тоа човек кој се бара за злосторство и кој требало да е во притвор, како тоа е во домашен притвор, а не е жител тука, него бил во домашен притвор кај роднини. Кај го има тоа во светот? Значи, косовски граѓанин на територија на Македонија, Србија го бара и судијата, пајазити, му доделува мерка домашен притвор, а нема дом. А човек треба се бара за да биде екстрадиран, значи да биде пренесен во трета држава, во дадената ситуација во Србија, и човекот е баран за злосторства кон човештвото, нели, за како е тој домашен притвор. Домашен притвор има, не знам, Јон украл нешто, Бети направила некоја белја, да не скапува во затвор човекот, има шанса во него пушташ во домашен притвор, човече осомничен за злосторства. Така да вината многу е очигледно и евидентно каде треба да се бара. Кој воопшто дозволил лице кој треба да се екстрадира или се бара по потерница во трета држава да биде во домашен притвор. За тоа е одговорен истражниот судија. Тоа е тоа. Сега следниот чекор е да се бара одговорност од самиот судија врз основа на што дозволил такво лице да биде во фиктивен домашен притвор, затоа што не е негов дом, тој е од Косово. Така. Како ќе ги прокоментирате обвинувањата од страна на поранешниот министер Крешник Бектеши од ДУИ, упатени на адреса на владата на премиерот Христијан Мицковски на некаква наредба за следење на функционери на ДУИ и представниците на Европскиот фронт? Верувате ли вие во вакви приказни на ДУИ? Можно ли е Мицковски да си дозволи таков луксус и да скрене од страна од заложбите за реформи кои ги најавуваше за време на изборите? Јас колку што знам не се следат функционери, се следат криминалци. Обвинет беше за следење на функционери на... Па можно е функционерите да се криминалци, по таа основа да бидат условно речено следени.
А патем тие не се функционери, функционери се луѓе кои обавуваат функција, тие се луѓе кои се во хиерархијата на една политичка партија, на пример. А функционерите се тие кои се носители на функции. Предпоставам сега да каже луѓе од раководството на политичкиот субјект кој сега е во опозиција. Добро, доколку се следени дел од политичките ликови кои се дел од раководство на тој субјект, доколку тоа се случува, не знам дали се случува, предпоставам дека е тоа во прашање на некаква истрага поврзана со некои минати претходни недела. Обично лице нема основа да биде следено, затоа што полициската хиерархија, полицискиот службеник и било кој го обавува тоа, тој па предизвикува дело за кое може кривично да одговара. Значи, јас, пример, почнувам од себе, јас носител на функција не сум. Не обавувам нели високи државни работи, не го загрозувам безбедноста, јавниот ред и мир и поредок, не користам било што е забрането, не правам дела, доколку мене некој ме следи и тоа се дознае, тој кривично ќе одговара. Затоа што обично лице, патем, за да било кој лик се следи, треба да има дозвола од обвинителство или да се води предмет за особата. Значи не може туку некој полицаец или некој личност да ве следи. Онака нема што да прави, ве прати кај одите, што правите, ви го прислушува телефонот или компјутерот. Цела постапка има. Доколку тоа не се прави, тој тоа што го прави утре, заутре или прекутре, тој ќе одговара. Така да таа параноја дека политички нешто нив им се прави, малку ми е смешна, но голема е веројатноста да се тоа ликови на здравје. Голема е веројатноста тоа да се ликови кои имаат црно под ноктите, кои се огрешиле во изминатиот период како носители на јавни функции, патем да не заборавиме, они повеќе од 20 години беа на власт, така да можно е да не бидат следени затоа што се функционери. И многу ми е симпатично тоа што го представуваат Европски фронт, и не се Европски фронт, тоа е ДУИ плюс еден куп приведоци кои им се закачија пред избори со желба и мотив самата структура на ДУИ да остане на власт. Мене само ми е жал за структурата на Зијадин Селаве, фатија 4 пратеници, се порадуваат дека ќе владеат и на крајот повторно извисија сите нивни претходни другарчиња се во власта. Но смешен ми е муабетот за Европски фронт, тие фактички се трудат да избегаат од обележението на ДУИ. Тие се ДУИ, а ако некој заради нешто ги следи, предпоставам дека во скоро и брзо време ќе видиме одредени обвиненија. Так. Поранешната министерка за народна одбрана Славјанка Петровска го обвини премиерот Мицковски за нарачка и охрабрување на убиства. Како ќе ги прокоментирате ваквите обвинувања? Славјанка Петровска треба да се грижи за сето тоа што го направи како министер за одбрана. Можно е и она да биде во догледно време за многу работи кои ги има направено процесуирана, така да ќе видиме. Интересно е, дека поттикнувал премиерот убиства, тоа треба го докажи. Самиот премиер најави дека за такви изјави дека може и она кривично да добие, така да треба да го потврди тоа што го кажува. Ако јас кажам дека Јон носи наочари, треба да го видиме на фотографија со наочари. Ако никош не носел, не може само да му лепиме етикета, така? Така да е жива и здраве Славјанка. Вака, лайк. Како ќе го прокоментирате она што од страна на медиумите во Македонија и дел од политичките партии на опозицијата, особено СДСМ и Левица, случајот со патувањето на спикерот Африм Гаши во Косово на некаква си свадба, користејќи службено возило и обезбедување, во јавноста го представија како многу важна и главна вест, како да нема друго нешто поважно за државата. Колку е спорно према вас патувањето со службено возило и пратња од неговото обезбедување, особено ако се земе во обзир фактот што така налага протоколот и дека така мора да биде. Иако и самиот Гаши, според неговите изјави, не бил задоволен со такво ниво на безбедност, бидејќи му се загрозува неговата приватност, а и приватноста на неговото семејство. Колку овој случај ќе влијае врз поднесената интерпелација за Африм Гаши од страна на Левица, а за која во собранието ќе се расправа на 3 септември, а за која интерпелација веќе од ВМРО ДПМН се изјасни дека нема да ја поддржат, а од знам се уште нема конечна одлука како ќе гласаат. Гаши обавува
прилично битна функција. Некои ја викаат првата, втората, според мене е третата позиција по моќ во државата, нели првата е претседателот на државата, иако најмалку е материјално и секако обезбедено, има големи бенефиции, тоа е Гордана Сињановска Давкова. Втората позиција е извршната власт, премиерот на владата, тоа е Христијан Мицковски. И третата е претседателот на собранието, тоа е Африм Гаши. Африм Гаши не го сметам ја за лош човек, ниту за криминоген, но сметам дека во одредени ситуации е наивен и избрзува. Мислам дека треба да поработи и на реакциите, и на изјавите, и на се, затоа што доста е удиран задниве 2 месеци од неговиот избор. И мислам дека добар дел од причините сам си ги има направено, најмногу ради непромисленост, не ради некои злоупотреби. Второ, треба да си го одбери друштвото околу себе, луѓето како реагираат. Примерно на Совиосо Османи беше фарса, значи он праќа човек од лично обезбедување да ја средил ситуацијата, он нема правото да го прави. Значи, треба да знае дека и полицијата, и армијата, и безбедносните служби работат врз одредени протоколи и нема право одредени чекори да превзема. Попрво, ќе ја завршил работата ако директно му се јавил на министерот за внатрешни, или се јавил во царината, или значи било кој отколку свој човек да праќа и онда ја реши работата па да изиграва шериф. Слично и со патувањето на Косово, значи него по дефолт му следи целосна пратња и целосно обезбедување на најблиските членови на семејството, 24/7. Јас се сеќавам предходен или председател на државата Иванов кога беше, кога неговиот син Иван требаше да оди негде, тој секаде каде што одеше со најмалце 20 луѓе кои го пратеа, еден блиску до него, друг во автомобил. И тоа не е исклучок, така функционира. Така функционира системот, затоа што тоа е ниво на заштита, тоа се процедури и правила. Поголем проблем е што некои луѓе за да се додворат, прават глупости. Пример, кога Гаши отишол за Косово, тоа била цела колона од 5-6 коли, и проблемот е како поминале граница. Значи, едно е да помине внатре, кажете го, председателот на собрание со најблиската пратња и да се каже да се информира. Друго е цела една условно речено делегација или колона да помине и да не се евидентира или да нема преглед, проверка или било што. Така да, гледате неретко, токму тоа што вие дополнително сакавте да ме прашате, еве еден преран одговор ќе ви дам, апропо на моето писание вчерашно, како едно интро, како навестување. Во нашава Македонија многу поголем проблем покрај носителите на високи функции, кои неретко знаат да сгрешат, но многу често се на прав пат, многу поголем проблем прајат они од вториот, трети ешалон, кои се обидуваат да се додворат, а всушност кршат правила и процедури. Мислејќи дека така на главниот условно речено, ќе му покажат дека си наш човек, ваш човек. Сватете една работа, големина на една држава е. Прекршок во сообраќај прави пратеник. Го застануваш, без оглед дали се согласува или не согласува со тебе, без оглед дали е ваш, наш, дали гласаш за неговата партија си член или не. Прави прекршок, го застануваш, љубезен си со него, го прашуваш дали знаеш што направил, го идентификуваш и ако мора да се казни, го казнуваш, му се насмевнуваш, му враќаш сообраќајната возачката и си оди. Така е за се во животот. Значи, никој на никого на тој втори, трети ешалон не му дава дискреционо право да одлучува, пример, по сопствено убедување. Еве, влегувате, не знам, банализирам сега, еве, од таа дејност влегуваш во музеј. И чуварот вика, во ред е влези. Кој си ти да кажеш дека е во ред? Карта има да наплатиш на секој. Ти си ставен карта да наплатиш. Не да одлучуваш кој ќе плати, кој не. Кој ти го дал тоа дискреционо право? Дали ме разбирате? Тоа кај нас се случува. Мене на запад тоа ми се нема случајно. Во смисла, тој што е ставен за наплата, тој наплаќа. Нит мисли, нит размислува, нит се смешка, нит изиграва шмекер, нит замара луѓе. Кај нас имаме таква тенденција. Ти си дошол на шалтеро и муавец си прави со тебе. Јас не ќе, ако сакаме да се дружиме, земи ми бројче, ќе ме бараш ван работното време. Заврши ми работа, сам да си одам.
Така да ние имаме проблем со менталитетот и ние имаме проблем со тоа дека треба да ги ставиме под контрола луѓето кои си земаат за право за да се додворат или за да се изгребат или за да пораснат, за да покажат некаква наклоност ваши начи, да прават прекршување на тоа што им се правила задачи и обврски. Исто како што Ликон кој Гаши го безбедувал, Гаши може најдобронамерно му рекол: оди среди, види што е работата. Тој требало да му каже: се извинувам, јас сум дел од вашето лично обезбедување, јас можам да се јавам на телефон и да проверам, а не ој да запали коло од Скопје да отиде на аеродром па да репетира пиштол. Треба да биде отстранет од полиција и од обезбедување од 6-та управа или кај. Значи, прво политичарот може да не знае. Политичарот може да не знае. Овој кој е професионалец од внатре, тој не сме да си дозволи така. Ние имаме ситуација кај што задниве година-две гледаме, полицаец отишол на свадба, го вади службениот пиштол и пука. Фарса. Прво, загрозува јавен ред и мир, загрозува живот, ја брука значката, ја брука полицијата, патем. Секој спукување на пиштол треба да се евидентира тој. Значи, очигледно е или неписмен, или е криминоген сам као себе. Вие со службен пиштол не може да пукате, човече, броени ти се куршуми, броено ти е се. Сакам да ви кажам, ние имаме реално проблем со луѓето во втор, трети ешалон што мислат дека се многу побитни од што се. Тоа е маката. Господине Ристевски, како мислите дека ќе се одрази врз владината коалиција, доколку знам одлучи да гласа за интерпелацијата на председателот на собранието Африм Гаши? Па нема да гласа. Нема да гласа затоа што нема потреба да гласа. Никој нема да гласа, затоа што позицијата председател на собрание е нешто што е поголем договор, коалицијски договор. Африм Гаши може би од време на време прави некои грешки, прави некои киксови, но ни приближно не ја злоупотребува и не ја користи вон функција на неговите кажете го надлежности и позицијата како тоа што го правеше Талат Џафери. Некаков општествено-политички компромис е да се каже дека една од трите водечки функции во државата да биде кај представниците на етничките албанци, така да во ситуација каде што имаме избран председател на државата, Гордан Сињановска Давкова, каде што имаме премиер етнички македонец, тоа е еден своевиден компромис и договор и се надевам дека човекот во годините кои ќе предстои одговорно и трезвено ќе ја води таа функција и малку повеќе ќе повнимава на тоа што го прави, кажува и наредува. А може би треба да малку да обрни внимание на тоа со кого се обкружува. Затоа што јас ќе ви кажам дека грешките на вашите соработници се ваши грешки. Така да мислам дека ВМРО нема да гласа и нема да се одрази на ниеден начин на коалицијата. Патем да не забораваме, ние имаме доскорешна влада која постојано паѓаше под 61 и купуваше нови представници од опозицијата. Максимум стигна до 64, 4 години владееше со 64 пратеници. Актуелната влада има 78-79, значи еден пратеник им фали за апсолутно мнозинство од 80. ВМРО ако сака, ако е деструктивен, може да владе и без албански партнер, може да влади и без нам, може да го расцепка, да кажем условно речено, влен и пак да има 61. Значи има простор за манипулација, да кажеме, ама мислам дека целта на ВМРО ДПМН е да има стабилна влада последните 4 години, да реализира огромен дел од проектите кои ги планира, пред се инфраструктурните кои се од животно значење за македонските граѓани. Исто така има намера да ја стабилизира државата, да го стабилизира стандардот, да го истурка колку што е можно понапред евроинтегративниот процес и можеби круцијалното да се справи со криминалот и да опстане во борбата за право и правна држава. Што е, според мене, старт за да можеме да функционираме нормално. Така. Како ќе ги прокоментирате последните препукувања помеѓу Знам и Вреди, коалиционите партнери во владата на Мицковски, предводена од ВМРО ДПМН?
нека се караат. Различни ставови. Ние имаме проблем со тоа што еве јас ќе земем малце еве и биолошки разлика меѓу мажи и жени, велат мажите пример со својата сакана особа велат само нема да се караме. А жените викаат ако маж и жена не се караат, тоа значи дека не се сакаат и не ќе да ги решаваат проблемите. Ние мажите тоа како концепт не ќе да го прифатиме затоа што нашата генетика е повеќе за борба, за снага, за издржливост, а жените нели сакаат по метафизички, по филозофски. Епа сега, иако се овде воглавно мажи во политика, нека се караат, се дека има карање, ќе има и љубов. Најлошо ако престанат да комуницираат. Тоа значи дека дури тоаш ќе се разделиме. Карањето е конструктивно, на крајот на криштата ние не треба да ги прифатиме сите ставови ни на дуј, ни на влен, ни на ништо. Така да знам пробува да се избори, да кажеме, на таа лева сцена, директни конкуренти им се СДСМ, они се произлезени од СДСМ, директни конкуренти исто им се и левица, кои се борат помалку или повеќе за исти гласови, матрица идеолошка помалку или повеќе се трудат да имаат иста, во смисол ван она што го има СДС од народено антимакедонски предавничко, вие барем се трудат да ги зачуваат некои државни национални интереси, така да нека заборат, ако дуј бара нешто, или Влен ако бара нешто што е претерано или екстремно, некој треба да му врати. ВМРО има една стабилна структура од 58 пратеника, тие се власт што дае, значи треба сите на планетава да се соберат во собраниево, едни со други врска што немаат, ВМРО за да падне. Значи буквално сите треба да се соберат за да ВМРО да има 62, за да ВМРО има 58 и за да не биде власт. Така да во ситуација кога едната структура има некакви си 3-14 пратеника од неколку политички субјекта и кога го имате знам со 6 пратеника, нека има колизија, нека биде забавна. Како ќе прокоментирате изјавата на портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска дека знам се обидува да глуми расправи, а се увреди, за да докаже дека е некаков контролор за стабилноста на владата, особено на коалицијата Вреди, при тоа обвинувајќи ги од знам дека единствено што биле заинтересирани се неколкуте функции кои ги добиле од Христе Мицковски. Кој губи има право се лути. СДСМ се политичка партија која се надевам дека перспективно ќе стане помало од знам. Предпоставам прашање на време кога луѓето ќе кренат раце од таа партија, но и да обстани таа партија веќе никогаш нема да се врати на старите патеки и силата која имаше. Значи, јас барем не верувам во наредни 20 години дека СДСМ ќе дојде во ниво пример да има 40 пратеника. А камоли да има 50-60 па за да биде во игра, за да биде на власт. Така да тие се сега севкупно како коалиција 18 пратеници. Само од СДСМ се 14 или 15, така да најголем дел функционери кои дојдоа на позиција пратеник, надевајќи се дека ќе имаат некаков имунитет или било што, ама знаете дека за кривични дела над 5 години имунитетот се симнува, тоа собрание, не знам колку сте во тек. Значи, доколку имате направено кривично дело кое подлежи на казна затвор над 5 години, собранието заседава комисијата за избор и менување или не знам како беше се, мислам дека некоја друга комисија, заседава и може да го симне имунитетот, тоа веќе се има случајно со други пратеници во минатото, така да може да им го симнат имунитетот и од тие 15 пратеника, барем 10 на они беа високи функционери, може ќе видиме и други интересни завршници, така да тоа е тоа. Да е жива и здрава Богданка со ваква негативна реторика, одлично тера задниве неколку месеци, јас ја потикнувам да продолжи, затоа што СДСМ допрва ќе тоне, а само нека продолжи со реториката, со вреѓање, со подценување, со тој низин пристап. Секоја чест Богданка, само напред. Во понеделникот градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска имаше средба со премиерот Христијан Мицковски и министерот за локална самоуправа Златко
Перински, за да разговараат секако за проблемите во градот, особено со јавните предпријатија. Средбата заврши без договор, а на Арсовска и беше дадено дополнително време да ги среди проблемите. Како го гледате справувањето на Арсовска со проблемите кои не се решаваат со години? Какви се вашите очекувања од неа, особено по одобрувањето на нејзините барања од советниците во врска со јавните предпријатија? Како гледате на опцијата владата да ги одземе ингеренциите доколку не успее да ги реши проблемите? Па немам никакви очекувања од незе. Имав на почетокот. Прво, не ми се допаѓа тоа што лаже. Не ми се допаѓа што лаже на тема околу тоа дека во немала програма. Таа програма, јас барем лично знам кој како ја пишувал. И малку е смешно кога се крсти во некаква си програма, што таа програма не е неизина, таа програма е дадена да биде неизина. Тоест, огромен дел, да не речем над 80%, и е дадена од стручни лица од многу дејности, кои дале предлог, па имало филтрација прва, втора, трета, па се избрало и сето тоа што влезе во таа неизина програма за градоначалник, но и програма на советниците од ВМРО ДПМН и тогашната коалиција која беше на локалните избори пред нецели 3 години, е нешто што таа требаше да го реализира. Таа реши да влезе во отворена војна со многумина, ги обвини сите дека се лопови криминалци, почна токму тоа од министерот за локална самоуправа Зизи, Златко Перински. И ајде еве да поверувавме, еве да кажеме тој е крив, тој не чини. Може ли 35 луѓе да не чинат? 35, 36, 40 директори до сега смени. Јас прифаќам дека во една држава е можно луѓето да направат грешка. Еднаш, 2 пати, 3 пати. Но не може 40 луѓе да не чинат. Тоа значи дека таа или нема никакво обкружување, или сите луѓе во оваа држава се лопови освен незе, или навистина не е менаџер од тој калибар како што сака да се представи. Одземањето за ингеренциите во одредени аспекти може би да биде паметно и конструктивно. Зошто го велам тоа? Затоа што низ годините многу ингеренции на многу градоначалници во многу градови низ Македонија беа одземани. Во сфера на образование, во сфера на урбанизам, во различни аспекти. Факт е една работа. Факт е дека се занимава со некаква си мала ситна популистичка пропаганда. Оди по селата и приградските улици, става канализација или асфалтира улички, што во основа не е нејзина работа. Тоа треба локалните градоначалници да го прават, доколку не го прават е срамота, но на некој начин им ги краде ингеренциите на градоначалниците. Зборува за некакви мегапаркови. Луѓе, парк што не е барем 20-30 хектари. Не е мега ништо. Дури не е ни парк. Еве пример ќе ви кажам, за да направиме компарација да споредиме, за да сватите какви се бројките. Најголем дел од вас и тие што сте во диаспората, тие од Македонија што гледат, биле во Скопската зоолошка, на пример, така? Скопската зоолошка е пристојна, мала зоолошка. Какви зоопаркови во светот има, тоа е лудило. Значи, секој од вас помалку или повеќе бил во Скопската зоолошка, му требало сат и пол да изврти, не е битно. Таа зоолошка е 12 хектари. Или 120.000 квадратни метри. Дали доколку таа зоолошка би била парк, може некој да ја наречи мегапарк? Не. Е сега. Парковите кои она ги прави се по половина, 1 или 2 хектари. Половина, 1 или 2 хектари. Зоолошката е 12 хектари. Второ, вели мегапаркови. Упорно зборуваше за парк во Чаир, во Топанско поле. Пазите за чудо, јас сум од таму. Јас 30 години од мојот живот, 30 и нешто, поминав токму таму. Нема паркови таму, таа паркови нема направено. Лаже. Тоа е средина помеѓу згради, помеѓу улицата Македонско-Косовска бригада, која од Пластичарска оди до Шуто Оризари, кај зградите во Горно Топанско, кај што веќе има дрва стари по 50 години, таа ги преорала и посадила трева и ставила 3 видиковци. Значи, фактички тоа се вика тековно одржување, така? Ставила прскалки, посејала трева и ставила 3 видиковци. И таа вика, направивме нови паркови. Ама, луѓе, парк е оголена, несредена, уништена средина,
која ќе ја преораш, ќе ставиш езерца, ова, она, джагара, багара, дополнителни содржини, ќе посадиш дрва, ќе посадиш грмушки, вегетација и се, и во еден перспективен простор тоа ќе се реши. Супер. Таков единствен проект од тој тип, на тој начин што го направи, беше паркот во Ѓорче Петров. Но тој не е во Ѓорче Петров во урбаниот дел, но е натаму на Стопански двор, после ГГ, после Волково, покрај реката Лепенец, значи тоа ви е, како ви кажам, 15 километри од урбаниот дел на градот. Значи таа направила условно речено парковска средина, која исто така ја нарече мега парк, која е голема како жена парк карши собрание. И посади дрва, напред патеки, и на тој условно речено мега парк таа се вадеше пола година. Скопје има сериозни проблеми. Овде од карши сите зелени површини во Скопје скапаа. Скапаа по жолтеа сите треви. Пред мојата институција еве карши зградава сегде. Прскалките не работат, мајстори нема, чистење нема, хигиената е катастрофа. Тоа значи дека тие луѓе кои се поставуваат не си ја вршат работата. Втора работа. Инфраструктурно каскаме. Стоиме во место. Ниту еден голем градежен проект не е почна да се прави. Единствено се прави ке Мобнин потоков, дека клучкава на километар од тука. Тој е проект кој го започна Коце, почна да го гради Шилегов, продолжува она, тој е мега проект, огромен проект, значи на 2 нивоа, на 3 нивоа, кружен тек кај Хубо маркет, па после надводници, подвозници, се сечи делот од планината кај касарната, продолжува кај Косово, оди према Словенечка, тоа е стварно мега проект. Ама ништо друго големо и опипливо не се случува. И што е најбитно, самиот систем на кој градот функционираше и неговите институции има силно незадоволство. Не може да е градоначалник некој на град како Скопје и да очекува да ги влечи сите конци и се да оди преку него. Значи јас во градот Скопје знам еве и службеници, и работници, и инспектори, се познавам еден куп луѓе, сум имал нели корелации и соработки по разна основа, се имало мака ради политички разлики во време на различни градоначалници. Никогаш како сега не сум осетил кај нив толкава незадоволство, толкава фрустрација и толкава индигнација, одбивност. Затоа што таа жена си дозволува да им вика, да им се заканува. Знаете, стресот и мобингот е страшна работа. Возрастни луѓе сме. Ако јас на Јон сум му предпоставена работа, Јон е маш, не е дете, и му кажувам вака, Јон, вака, тоа. Сработи си го, те молам. Не го сработиш, ќе сносиш последици. И Јон треба да знае дека која утни работката, утре ќе си добие прво казна, второ отказ. Али вие додите драми да правите, да урлате, да се заканувате, да претите, тоа е лоша особина. Така да во лош правец е отидена, јас не очекував дека толку ниско ќе падни и не очекував дека во овој правец ево она ќе се издефинира, ама што да кажам, ќе издржим уште една година и се надевам дека ќе одбереме човек на место последна година за Скопје. Ај уште малку да... Сва среќа општините солидно работат. Ајде уште малку за да толчиме Даниела Арсовска. Таа пред некој ден гостуваше на една национална телевизија, тема на разговор беа токму проблемите во град Скопје. Од она што ние можевме да го заклучиме и да го забележиме е тоа дека таа има многу арогантен однос и наместо да ги објасни вистинските причини, повторно се нафали на советниците на ВМРО ДПМН и на Мицковски и неговата влада. Како вие ќе го опишете нејзиното однесување не само на ова интервју, туку и за време на седниците на град Скопје? Дајте му на човек на власт, ќе види каков е. Проблем е што ние во дадената ситуација не ги дадовме власт да биде советник во градот или парламентарец или некој ситно директорче, него четвртата функција по сила во државата. После премиер, председател на собрание, градоначалник на град Скопје. Таа како град има поголем буџет од 8 или 9 министерства. Значи од 8 или 9 министерства има поголем буџет. Поголем буџет од неја има труд и социјала, не знам, натрешни, одбрана, образование, ти имат поголем буџет од нив. Та има поголем буџет, пример, од министерот за култура. Драстично поголем буџет од локална, значи од повеќе министри има поголем буџет.
Плюс има една цела инфраструктура, да не заборавиме дека само град Скопје има едно 6-700 вработени, плюс јавните предпријатија уште неколку илјади, значи фактички она е на ниво да води една огромна фабрика, да кажеме, како Джонсон Мети, да кажеме. Еве се испостави дека не знае кај тера. Лош однос. Се кара со сите, јас не сум видел само на еден-два интернет медиуми каде што вака попријатно се осеќа, затоа што претпоставувам и ја галат душата и суетата. Секој што малку критично ќе праша, одговара дрско и навредливо и не ми е јасна. Не ми е јасна, ама жал ми е поради тоа. Пак ќе кажам, ќе издржим уште една година како граѓани на Скопје и како жители на Македонија. Таа проба еве на парламентарни избори да беше доволно доблесна, ќе собереше некаква инфраструктура, ќе излезеше на избори, прво ќе собереше потписи, ќе креираше правно-политички субјект. Таа него не направи тоа, негово содејство со генералниот секретар досегашен на СДСМ, со Миле Зечевич, кој дојде и ја поддржуваше, нели се, таа, да не речем, си откупи партија, ја зема партијата на Ѓорѓио Ровчанец, Нова алтернатива, која па на времето, пред цирка скоро 20 години, 20 години, беше излезен дел кој се отцепи од демократска алтернатива на кажете го, на Васил Тупурковски. На господје, вие сте криви, сами ја биравте, знаевте која е. Не, ја знаевме која е како личност, но не ја знаевме како карактер. Инаку да знаете, драга моја господјо, дека имавме поголем проблем, ние го имавме Петре Шилегов. Така да имавме уште еден сличен карактер како нејзе, кој планираше да даде 100 милиона евра за да гради воз низ Скопје. И сите зелени површини по сите булевари да ги исечи. И доколку не знаете, по Партизанска, по на средишен дел, каде што има дрворед и трева, планираше да го исечи, а под него, под средината на Партизанска, оди цевоводот за вода за цело Скопје. И Шилегов имаше намера тука возови да пушти, плюс Партизанска од 6 ленти да ја направи 4 ленти. Така да во дадениот момент народот имаше желба Шилегов да падне. Ја мислам дека Джемо Билбил и кажи го од К15 некој ако се кандидираше ќе тепаше, значи кој сака. Кој сака да се кандидираше ќе отепаше Петре Шилегов, иако тој беше забревтан и убеден дека вечно ќе владее. Така да во дадената ситуација беше цел да падне Шилегов, сега е цел да падне Данела. Поентата е од кој ќе падне и таа да се одбери човек кој ќе биде домаќин или домаќинка и кој ќе има намера да работи сериозно и одговорно. Според мене најпаметно е кога се бира во Скопје, барем зборуваме, градоначалник кој веќе на пониско ниво има минат труд. Таков беше Коца Трајановски, ја водеше Газибаба, ја крена Газибаба, многу напред за таа општина, дојде за Скопје во 2 мандата направи чуда. Сега Скопје, самиот град Скопје има 9 или 10 како беа градоначалници локални. Јас мислам дека некој од нив, барем моје мислење, или некој што во извршната власт бил, пример министер во влада, кој е навикнат оперативно да води и да менаџира процеси, се надевам дека таков лик ќе дојде и ќе го превземе Скопје. Значи, или некој од редовите на министрите, па ќе реши да се спушти назад нели во локална самоуправа и ќе превземе градот Скопје, или некој од редовите на градоначалниците на скопските општини, поготово владеачката ВМРО ДПМН, го има градоначалникот на Ѓорче Петров, го има градоначалникот на Бутел, го има Газибаба, има кисела вода, аеродром, така да има избор, има и од каде да одбере. Мислам дека ќе најдеме соодветно компромисно и квалитетно решение за да градот Скопје се врати на некакви си стари патеки. Да, Коце Трајановски е добар, но Коце Трајановски во моментот, Божин, да знаеш, обава уште поголема функција. Да, директор на Коце Трајановски ги превзеде државните патишта, каде што буџетот е дури 5 пати поголем од Скопје, он во годините кои следи ќе гради автопати, ќе гради голема инфраструктура и второ,
Коца Трајановски е квалитетен, издржан човек кој јас многу го почитувам и го сакам, и лично го познавам и се и го почитувам. Но Коца Трајановски е веќе во зрели години, он е во веќе вториот дел од своите 60 години, така да не верувам дека ова вечно ќе го прави или докаде. Мислам дека има кадри кои се сега во своите 30 и 40 кои може да дадат многу повеќе. А он што се зафати да го прави секоја му чест, мислам дека за година-две ќе видиме големи опипливи резултати во сферата на инфраструктурата помеѓу градовите. Токму така. Кога сме на тема градоначалници, како гледате на најавената опција на ДУИ за да ги повлече нивните градоначалници оноку колку што се има од заедницата на единиците на локална самоуправа ЗЕЛС, тело кое ги координира активностите за работа на општините? Која е причината за ваквиот чекор и која е целта на ДУИ за ваквиот чекор и дали е сериозна ваквата нивна најава? Знаете ли што води ДУИ во моментот? Села. Во ЗЕЛС. Села има еден на црна листа на Америка, тоа е Рамиз Мерко од Струга, кој не да е завршена приказна, завршена за живот, И единствениот што нешто има некаква сила во некаков град, го добија со наместени фалсификувани избори во Кичево, Фатмир Дехари, кој според мене треба да одговара за некои работи од 2001, ама тој е веќе друг муабет. Значи, они го имаат градоначалникот на Дебар, Кичево, Струга и 2-3 села, вклучувајќи го Арачиново. Така. Тоа водат. А зошто би излегле од ЗЕЛС, мене не ми е јасно. Владата сега рече дека 250 милиона евра, поготово 100 милиона евра са до нова година, така, им додели според жители и според проекти. Знаете ли што треба да направат? Проекти. Ако направат проекти, парите ќе ги добијат и контролирани. Нема да им биде дадени поклон, него партија по партија, како се оди, така ќе се гради. Значи, Фатмир Дехари, Рамиз Мерко, мислам дека Каба беше во Дебар или веќе не е, може е друг. Арачиново и уште неколку села што се, место филозофираат и да продаваат сува демагогија пред своите гласачи, да лажат и да се вадат за глупости, треба да си ги засукаат ракавите, да изработат проекти за улици, за канализација, за паркинзи, за школи, за градинки, тоа што им е дефицитарно во нивната општина, за пречистителни станици, да конкурираат пред Министерството за животна средина и пред локална самоуправа и да си ја подобрат општината и да си ги спасат граѓаните, без да шират некаква ултра шовинистичка политика. Жално е тоа што го прават, многу деструктивно и нивки им се удри од глава исто како на СДСМ. Како ќе ја прокоментирате информацијата дека се очекува теренската работа за изградба на коридорите 8 и 10D, која ја спроведуваат Бехтел и НК, да започне до крајот на годинава? Ова е особено важно имајќи предвид дека според директорот за државни патишта Коце Трајановски, претходната влада дозволила да истече рокот за експропријација на земјиштето кој завршил во декември минатата година. Како гледате на неговата изјава дека во последниот месец и пол имало значителен напредок во експропријацијата? Дали ова информација ви дава надеж дека со соодветна посветеност ќе се избегнат непотребни камати и пенали за државниот буџет? Јас се надевам прво дека сите луѓе што ја ставија државата во подредена позиција и направи еден куп злоупотреби, терајќи го овој огромен и комплексен проект, дека ќе одговараат, дека како се оди чекор по чекор нанапред, дека истовремено ќе се координираат и контролираат и оние недоследности и пропусти, и дека се до тоа ќе се препрати до обвинителство и дека ќе има кривични процесуирања, затоа што очигледно многу пропусти беа направени. Мислам дека од тоа што го знам од министерот Нели Николовски за транспорт, дека прво нешто пореално и поверојатно да се тера е автопатот Прилеп Битола, што е одлично. Ми се допадна и концептот што Коце Трајановски го кажа и Александар Николовски, дека ќе се прави една целосна, комплетна лента, паралелна, или со 2-3 ленти, како паралелен пат или паралелна опција.
преку целата траса и таа ќе се направи. Од кога таа ќе се направи, актуелниот пат ќе се затвори, тој ќе се преуреди, ќе се пренамени и повторно ќе се пушти. Зошто? За да нема застој во движењето, што е многу паметно, затоа што тоа е единствена комуникацијска врска на Битола со остатокот од Македонија, пред се со прилеп и правец према Скопје и према Источна Македонија. Така да тој концепт е добар, мислам дека така ќе се тера. Ми се допадна тоа што Николовски го кажа дека се размислува и за варијанта да се наплати од Бехтел и ЕНК, ако веќе пари не може да им се земат, барем да се бара екстра пат. Тоа е кога ќе се стигне до пред влезот во Битола, до она клучката кај Крклино, што врти нели оди према Охрид и еден пат се враќа према Демирхисар, тука да се направи една обиколница околу градот, под гробиштата, меѓу Горно и Долно Оризари, па да оди под линија, па да влези негде кај Бистрица и да продолжи до граница за Грција. Тоа би било одлично. Тогаш еден најголем дел од прстенот околу Битола би се направил, после тоа останува нели од позади Хераклеја таму, евентуално да се заобиколи под Пелистер и да излези ваму, што е одлично. Мислам, тоа ако се случи, тоа е фантастично и за развојот на градот, и за комуникацијата, и за транспортот. Следно нешто што би се правило, предпоставувам, иако луѓето мислат дека е едноставно, Тетово-Гостивар. Тетово-Гостивар сега имаме еден условно речено експресен пат, тоа не е автопат, иако патари наплаќаме за него. Тоа е на коритото што го имаме со бетонски зид на средина. Автопат поделен со бетонски зид не може да има. Мислам, автопат таму брзини се развиваат над 120 на сат. Таму кој возел Тетово-Гостивар знае дека кога одиш на втора лента, ти кола од друга страна оди колата ти се треси, затоа што не смеат две коли во спротивна насока толку блиску да видат, а таму само бетонски зид има. Многумина што не знаат, во средината на 90-тите тој пат беше проектиран за магистрален, тој за експресен пат со 3 ленти. И одеднаш некој се предомисли и рече, па дај ќе преградиме зид и ќе кажеме дека е автопат. А проблемот беше што над патниците, значи над возниците, 7 мислам дека ги има, ако не грешам, се направија со таа ширина. И немаше можност да се прават дополнителни ленти и дополнителен простор. И така тоа излезе во 90-тите години на голема импровизација во средината на 90-тите. Трасата е лесна, права е ко пушка, Тетово-Гостивар, вака, линивче. Право е, колку е, 30 километри. Поголемиот проблем е што треба 7 надпатници од корен да се струшат, па се направат поголеми и пошироки. Втор проблем е што низ годиниве, поготово ако се најде најавава за автопативе, голем дел од земјиштето покрај самиот автопат и тој паралелен пат што треба да оди е земјен пат долги години, беа откупени, сега тие луѓе бараат големи цени, а има и објекти кои треба да се рушат. Значи таму ако ширината, да кажеме 20 на метри, треба да стане 35. Тоа значи дека по минимум 6, 7, 8 метри од двете страни треба екстра простор. И тоа е едно нешто што дополнително ги комплицира работите. Инаку доколку се реши пазарно и доколку се даде некој алтернативно, па макар и времено решение за да се вози по таа траса, искрено ви кажам, јас мислам дека знаејќи од кој тип на конзорциум е Бехтел и ЕНК, значи комбинација, секој може да провери на интернет, тоа е екзактно. Значи Бехтел и ЕНК е топ 10 градежна компанија во светот, конзорциум. ЕНК е турска, Бехтел е американска. Тие се варираат, некој се трети, втори, пети, седми, али топ 10 во светот. И тоа се компании кои градат мега проекти. Значи на рамница како што е Полог и дистанца Тетово-Гостивар, да треба нешто, искрено ви кажам, они ако влезат со полна оператива, они за година и пол ќе направат. За 2 години. Таму поголем проблем е експроприација, алтернативен пат, решение ово. Значи, сега, прашање кој го менеджира процесот. Јас повторно ќе се вратам. Самото тоа што овој процес сега ќе го менеджира Коца Трајановски и Александар Николовски, мене ми дава заверување дека тоа брзо ќе се реши, затоа што и двајцата, иако се драстично разлика, нели, да не речеме едниот е многу постар од другиот, иако помалиот нели му е претпоставено другиот, јас мислам дека во многу брзо време ќе ги решат проблемите, многу брзо ќе се
расчистат работите во моментот кога ќе почне да се гради. Значи во моментот кога почне да се гради, ќе се гради турбо. Исто како што верувам дека Коце Трајановски во многу брзо време ќе го пушти експресниот пат до Крива Паланка. Како гледате на најавите на премиерот Христијан Мицковски за промените во мешовитата историска и образовна комисија, која што според неговите зборови треба да се случи на крајот на оваа недела или почетокот на септември? Особено што ваквата промена ќе се случи во време кога во Бугарија се уште не можат да формираат политичка влада. Одлично. Конечно. Знаејќи што се дозволува представниците на нашиот дел од комисијата, колку попустливи беа, со оглед дека од кај нас веќе два-тројци се сменија, Ѓоргиев се тргна, Литовски се тргна, така да останаа само оние кои нели си наплатија преку функции, преку паричка. Значи да имате состаноци еднаш на 3 или на 6 месеци, а да лапате по 1000 до 1500 евра месечно. Убаво е вака, луѓе станови, коли купија, куќи, зградија. Што се договори е смешно, мислам дека можеме да имаме многу посериозен и посилен состав на тие комисии. Јас апсолутно као личност не сум задоволен ниту со едната, ниту со другата комисија, ниту она со Грција што тераше. Уште помалку ова со Бугарија. Многу грешки, многу пропусти беа направени. И да се живи и здраве, нека им служи на чест. Одлично, нека ги сменат. Дај Боже ги сменат. Кого и да донесат, јас мислам дека ќе биде успешно. Кого да го донесат ќе биде успешни, но вие затоа што да. Како гледате на барањето на синдикатите за зголемување на платите на наставниците, иако е јасно дека претходната влада не остави доволно средства во буџетот? Ќе мора да почекат. Затоа што реално состојбата е лоша. Самата актуелна власт пред избори велеше дека наставниците треба да имаат по 45-50 плата, што исто се согласувам дека треба да имаат. Истовремено и треба и да сработат и да си ја вршат работата. Мене ми се допаѓа тоа што Весна Јаневска, министер за образование, се труди да истурка еден концепт што сегде во светот е нормален, да нема двосменско учење, да се оди во една смена, значи да имаат и родителите каде, поготово во градовите, да ги остава децата. Со своевиден дополнителен и дневен престој, подолго останување на школа, фактички самото образование и самата држава да се погрижи и за едукација, но и за воспитување на децата, затоа што поготово по големите градови децата се оставени сами на себе, испуштени од контрола. Рачунете бе, Јони Бети, сте млади луѓе, живеете во Скопје и вашето дете треба да оди втора смена на школа. Бети оди на работа во 8, Јон оди на работа во 8, а вашето дете на школа од 12. Вие не можете да го исконтролирате до кога спие и колку спие. Ако останете прерано, ќе се грижите што прави, ако го оставите да спие, тој ќе спие до 11, па ќе на школа улежан и после цела ноќ ќе седи буден. После тоа вие доаѓате дома, оне на школа до 6 до 7 навечер, дури во зима кога е студено, кога има мраз, кога има се. Мислам дека концептот со оглед дека ни се испразнија многу од школите, многу помалку деца има од пред 30 години, да кажеме. А со оглед дека во урбаните средини се градат и нови згради, нови училишта и нови објекти, мислам дека е прашање на време за преадаптација. Ние се доведовме во одредени паралелки да има по 12, по 15, по 17 ученици. Мислам дека во одредени училишта и некои нови училишта, поготово во големите урбани средини, ќе се преадаптираат, ќе се направат и децата ќе можат фино лепо да си одат на училиште од 8 и да останат до 2, до 3, до 4 часот, со тоа што ќе им помогнат и на родителите, и државата ќе превземе голем дел од нивното образование, од нивната едукација и во оние дополнителни времења во наставата, која трае нели 3, 4, 5 или 6 часа, во зависност кој одделение сте, дека самите наставници кои сега добар дел би требало да изгубат работа затоа што немаат фонд на часови, така? Како се намалува бројот на децата, ако еден наставник нема фонд на часовите, не зема цела плата. Ако предметот негов стане небитен, тоа што треба да изгуби работата или да биде отпуштен. Вака ќе се погрижиме никој од нив да не е државата ќе се погрижи, никој од нив да не ја изгуби работата, туку тие наставници со намален фонд на часови или обем на работа ќе бидат ангажирани со тоа што ќе останат дополнително, ќе им помагаат на децата во дополнителното учење, во наставно учење, но во самото школо и во пишување на домашните задачи. И тогаш децата кога во попладневните часови ќе си отидат дома,
Место родителите да имаат стрес дали децата учеле, дали не учеле, дали напишале домашно или не, ќе имаат време да се дружат, да се сакаат, да прошетаат негде, да се забавуваат, а на децата работниот дел од денот ќе им би во целост исполнет. Така да се надевам на позитивни резултати во годиниве кои предстојат. Како ќе го прокоментирате она што министерката за образование Весна Јаневска побара разбирање од наставниците за тоа што оваа година нема можност да покачат платите за 12% и дали очекувате наставниците да ја сватат состојбата во буџетот и да се фокусираат на квалитетно образование за да допринесат за знањето на учениците? Тешко ќе видим. Секој гледа низ призмата на своето семејство и својот семеен буџет. Јас лично, се земам себе си како пример, кој сум бил незадоволен од платата и моите редовни месечни примања кои ги имам, јас сум се обидувал и се уште се обидувам да заработам вон работното време. Тоа сум јас и тоа е мојата матрица. Голем дел од луѓето не ќе да го прифатат тоа. И ќе видиме во кој правец ќе оди. Едните ќе бараат, другите ќе кажат дека не може. Ќе се најде некој модалитет, еве дури сега гледаме владата во очи избори на пензионерите им вети 5000 денари покачување. И го испорачува тоа. Во септември ќе има 2500, во март уште 2500. Луѓе рипнаа зашто немало 5 одеднаш. И сега ви имате ситуација каде што има пензионер што зема 10.500 и вие му викате во наредните 6 месеци 50% ќе ти ја кажам пензијата, тој вика зашто не одеднаш. Така да, како да ви кажам, земете по австралиски критериуми, зема $1000 пензија и се буни, овој му дава, иако пазете се пензискиот систем, барем еве вие австралијанците, знаете како функционира, јас на македонците не можам да им кажам, дека во Австралија, иако цел живот работиш, ако имаш пари, пензија нема да добиеш, ако имаш над $1.000.000. Како е тоа можно? Можно е, тоа е солидарен фонд. Так. Парите на страна ги добиваш само ако имаш нели трет столб, ако имаш приватен фонд, ако имаш полиси, тие се твои пари. Така и он. Да, така е. Јас знам пошто во тој сектор на финансии, на пензија јас работам приватно. Так. И тоа го знам најдобро. Так. Јас им кажувам дека во еден куп земи пензија се оди на 67. Кај на за жени се уште е 62 и некој вика бе може ќе среди влада ќе одлучи пред време на 58 ќе не пушти. Нема да ме пушти. Нема, тие го наголемува, нели имаше закон кај што го наголемуваат према годината на раѓање, па по 6 месеци покасно, па по година дена, по 18 месеци. Јон, ти еве ќе ти кажам една фактографија, малку дигресија, кратка и ќе бидам прецизен. Јас, пошто ова нели го работам приватно со финансиите, со пензиите, со приватно здравство, со инвестициски фондови и се до тоа. Македонија моментално има 9 милиони евра во банки. Тоа се 2 буџети на државата. Не знам колку е буџетот на Австралија, рачунете. Нашите банки имаат 2 буџета на Македонија. 9 милиарди има во банките. Банките, за тие што штедат во девизна клаузула, нема ќар. Значи, парите им ги јаде инфлација. И ти му викаш, стави ги парите во трет столб. Стави ги парите во стабилен инвестициски фонд. Стави ги парите во приватно здравство. Стави ги парите... Тој, пошто не знае, вика, не, тоа е превара, кој мене ќе ми гарантира, во банката тебе никој ништо не ти право се, изгорени се од ТАТ. Ама чеке, во банките ги чуваат парите. ТАТ е приватна штедилница што даде ненормални добивки кои беа нелогични, плюс најголем дел од луѓето што има до 10.000 евра, им се вратија парите. Ако гледаме така и он, кај нас пред 2-3 години пропадна банката на Трифун Костовски, Евростандард. Да, Евростандард, така. Сите што има помали влогови до 10, до 20, до 50.000 евра, сите си ги добија парите. Законот предвидува за помали влогови 100% враќање на износ. Не може да им пропаднат парите. Имаш агенција за супервизија на осигурување. Имаш цела државна механизација која гарантира систем. Што е проблемот? Ние македонците влегуваме во комфортна зона и не сакаме да излеземе од незе. Секој пензионер кај нас има кредитна картичка. Што не кажи дека сага парите поштар да му ги донеси на врата? Нема, тоа веќе не постои.
Порано нели поштар ги носеше. Да. И нели отпор имаше. Видоа, не видоа, сите пензионери по 70 и по 80 години извадија картички. Значи, дада отпор, ама државата по едно прашање рече X да стави и стави X. И сега знаеш оправат. Картичка има и на први, кога ја земат пензијата, одат во банкомат, ја пикаат и ја вадат цела пензија. Пак во кеш да им биде. Значи, само ти кажам, ние имаме проблем. Еве, стариве не користеа мобилни. Мобилни постојат 20 на години, барем во Македонија. 24-5 години. Сите имат мобилен. И јас кога ми каже некој, абе не ќе промени, не ќе му, што не земеш, викам, старински телефон со гајтан и со прстот во уши и со слушалката. Што не збориш така, што си купил мобилен? Да. Значи, кога сакаш, можеш да се прилагодиш. Кога сакаш, можеш да научиш. Кога не киш даваш отпор, така? Да. Така да, ние имаме еден менталитет на барање изговори, не киме да одиме напред, а времето не гази, технологијата не гази и ако не се адаптираш, еве вие сте возрастни лица, користите техника, компјутери, овона, еве го татко ми мој 74 години, пола од луѓето не знаат да се уклучат на Facebook, татко ми прави PowerPoint презентации, прави извеште, за некој работи уште не го бива, ама таму кај што решил, научил 3 пати посилен од мене. Значи, прашање, она што луѓето го зборуваат и во системот на доживотно учење. Ќе ви кажам само за крај на оваа дигресија, една интересна работа, статистика имало во Америка, или во Англија беше, сега не ме фаќате за збор, проценето е дека дури луѓето со високо образование, по завршување на факултет, 90% од нив немаат прочитано до крајот на животот повеќе од 3 книги. Значи, пази, влегуваш во систем на образование, не си хаузмајстор, електричар, него спориме за луѓе што претендираат да бидат, нели, интелигенцијата на државата. Учат до одреден период, завршуваат и од тогаш до крајот на животот 90% пише 3 книги немаат прочитано. Се знае. Тука е проблемот. Така да ќе видиме како ќе напредуваме, образованието е такво, плата ќе има, кога ќе има, дали ќе има, државата и власта актуелна сака да даде, сака да помогне, но поголем приоритет е да се развиеме. Тоа е тоа. Со есента на прагот, македонските семејства почнуваат со подготовка на зимниците. Од она што го забележуваме, производителите не се задоволни од откупните цени, а домакинствата не се задоволни од цените на производите, особено на пиперката ајварка. Како Македонија се најде во оваа нерамнотежна состојба и кој е одговорен за тоа? Претходната власт и самиот народ. Пред претходната власт направи една грешка, кога ги воведе субвенциите, не ги детерминираше како ги дава. Јас да одлучувам, јас пари за субвенции нема да давам. Јас ќе давам помош за производство. Ќе давам семенски материјал, ќе овозможувам систем капка по капка, ќе давам консултантски услуги и ќе давам механизација. Јас кеш пари на земјоделец не давам. Значи не може земјоделец да направи кајси или сливи и тие да коштаат пола евро и државата да му даде уште 20 центи од кило. Зошто му даде? Зошто да му даде? Знаеш оправат после тоа? Мерцедеси купуваат. Без навреда, се знам, звучам дрско на селјак, му даеш многу пари, оди Мерцедес купува. Нема куќата да си ја среди или дворот во село, треба да посади, Мерцедес ке купи. И си купи стану Скопје. 4 години субвенции, парите екстра што стану Скопје, после ќе затвори секи продај ќе си отиде. Не, на земјоделец ќе му даеш квалитетен семејски материјал. Значи квалитетен семејски материјал ќе му даеш. Ќе му возможиш не да пушта вода, па таму му се прелива неконтролирано, него да стави систем капка по капка. Нема веќе да се користат трактори, комбајни од 72, од 76 од 83. Ќе си купи нов, гланц нов, државата нека му го плати 80%. Значи ако тракторот вреди 16.000 евра, овој за 3.000 евра не го вдае. Ако комбајнот е 40.000 евра, овој за 5, 6, 7.000 да го купи. Второ, ќе ги организира системски. Ние луѓе, ние имаме 70-80% од земјоделските површини неискористени. Никогаш не било вака. А второ, не било вака затоа што државата исто така грешка правила, доаѓаат прекупци од Скопје и од Тетово, и ми ја купуваат робата испод цена, а после во Скопје, во градовите и во странство ја продаваат
за голем ќар. И сега, што е попаметно? Да бидиш трговец или да бидиш земјоделец? Трговецот заработува дупло, тродупло. Тоа е проблемот. Ние се доведуваме во ситуацијата тие што се трговци да го прават, да ги прават парите, а земјоделците да не можат крај со крај да прекинат и на крајот тие почнуваат да се откажуваат од занимавање со земјоделие. И ни остануваат пусти нивите и пусти земјиштата. Тоа е проблемот. Бевме паметни, тоа го најавувавме 15-20 години, што од време на Љупчо се најавуваше, дека ќе се изградат ладилници, пример ти јаболка кога ги обериш, јаболката да седат на година треба во ладилник да се чуваат, иначе ќе скапат. Кај се ладилниците? Направете ладилници, државата требаше да не се разви никогаш концептот со агроберза. Значи, тоа е се тенденција на одредени бизнис интереси кои сака да го уништат земјоделието. Ние увезуваме лук од Кина, пиперки од Албанија, кромит од не знам каде. Ние, кои можеме, како проценка беше дека Македонија може да нахрани 25 до 30 милиона народ. Сега не можеме сами себе да се прехраниме. Така да, проблемот генерално е во политиката, но и проблемот е во нас самите. А луѓето кои живеат на предградие на Скопје и во околина на Скопје, или кои живеат во згради, а на 5, 10, 15, 20 километра вон Скопје имаат ниви, сега знаете што прават. Еве колега мој, да го поздравам, колегата Аца кај мене на работа, пред некој ден дојде, извади неколку гајби од багажник, сливи и круши, во село Дрма има некоја нива, отишол ги обрал и ги подели на колегите крушите. Значи, не ги продава, ги подели. Не, сега во фрижидерот имам 5-6 кила круши. Само ви кажам, земјата раѓа, плодна е, сонце има, вода има, ама на луѓето не им се работи. А државата не изградила систем за да во него функционира. Така да најдобро функционираат оние што живеат во предградијата и што имаат некаква парцела или некаква земја, тие не се грижат за цените по пазарите, пошто тоа што им треба се одгледуваат. Мојот дедо Тодор во центарот на Битола имаше 50 квадрати земја, на кој имаше 5 корени пиперки, 10 корени ова, она, се си земаше. Вика, тој мене само нешто ако ми треба за зимница долгорочно, вика, купувам. Или ќе ми донесе до цело. Се друго, ќе ми кажеш, сакаш ли крстајче, ќе скинеш крстајче, ќе поминеш она да му излези, нели, киселото. Ете така, ќе поминеше вака, ќе излупеше крстајче, киселина, замера. Така да, ајде ни го крена апетитот со крставиците. Сакате во стан да живеете, сакате да живеете у центар на град, ќе си плаќате. Или во странство. Тоа е. Господин Ристевски, пред да поставиме неколку блиц прашања, сакаме да се задржиме на вашата последна колумна со датум 23 август, тоа беше вчера, а со наслов "Време е за промена на матрицата". Ќе сакате ли да им кажете на нашите слушатели и гледачи за чија и каква матрица пишувате и што беше тоа што ве натера да пишувате на оваа тема? Матрицата на вториот и третиот ешелон. Ние се буниме за промени во државата. Бараме од носителите на јавни функции да имат еден антикорупцијски менталитет. Ги гледаме во јавноста Христијан Мицковски, Панче Тошковски, Александар Николовски, некои други ликови ја излегуваат и јавно манифестираат како ќе работат и што. Јавно ги поставуваат стандардите и критериумите по кои државата треба и ќе мора да функционира. И што се случува? Ги гледате дел од поддржувачите на таа структура, пак она намигањето, ќе средиме, ќе направиме, нема да средите, нема да направите. Мене многу ми се допаѓа што голем дел од луѓето што стапуваат на функции се млади луѓе од, да кажем, од втор план. Добар дел од тоа луѓе се со минат труд, со знаење, со квалитет, со искуство. Сега, прашање е дали ќе бидат они уништени, сатанизирани или дали некој од нив ќе влези во бубањот, нели? Каде што ќе пробаат и нив да ги сатанизираат, корумпираат или уништат. Јас во мојата колумна за промената матрицата ставив неколку ресори, ставив и труд и социјала, и образование, и култура, и јавни предпријатија и се, и токму ги посочив прецизно сите оние моменти и оние осцилации кои што ги има, затоа што македонецот е многу интересен исто како и бугарот, исто како и гркот, исто како и албанецот, исто како србинот, па и кобосанецот и хрватот, и тука веќе завршува, тоа во Словенија веќе не проаѓа,
они се австроунгарци во менталитетот, може би исто како романецот и турчинот, балканец, ориенталист, каде што имаме еден менталитет на нетворкинг, тоа значи Јон е добар и чесен и е горе на врвот на пирамидата, али под него Бети, Александар, Трајко, Петко, Станко се луѓе кои дневно 50 пати се слушаат на телефон, се Бети не е во таа координираат. група. Како? Бети не е во таа група. Добро. Ни Алек не е во таа група. Алек е во онаа групата на Јон. Да. И ги гледаш од страна како прават еве ваш англиски термин нетворкинг и благодарение на тој нетворкинг ти сваќаш дека тебе ти ја кројат капата во позадина. Оние просечните, оние долу. И тие долу неретко во вториот и во третиот ешелон знаат неретко на главните да им ја скројат капата за да дури променат некого, за да го направат никаков, а за да донесат човек кој е подобен и човек кој може да го хендлаат. Еве македонски англицизам. Значи, ние имаме проблем што мислеме да ми поизвините на израз дека можеме да го зафркнеме Да. системот. Како што и за многу работи правиме. Ти текнува. Значи ти вика овде е забрането паркирање, овој ќе ја поткачи на тротоар. Ќе тој пајак да ја качи, овој ќе кажеш на 5 минути сум тука. Јас пак ќе ви кажам. Дури ни во Србија тоа не го гледам. Значи, тоа што го правиме тука, мислам дека премногу сме во менталитетот во некои 70 и 80 години, дали од непрошетаност, дали од чалам. Јас пак ќе ви кажам, нигде во Европа, каде што сум патувал, не ми се случило човек да вози по булевар, као што се случува на Илинденска или на Партизанска. Господине, задржете се ја мислата. Тие сите што се паркираат во Македонија тротоар, ако излезат во друга земја, прописно и правилно ќе се паркираат. Само кај да стога, бидејќи има Стрико и Вујко Владика и знак дека И никој тука- ништо не може. И агресија покажува Јон. Сега, такова и во системот. Тој мисли дека нешто му следи, дека нешто е негово. И ако не е негово, вика ќе видиш ти на избори, нема ќе ти врати. Луда работа, разбери. Пример се, влегува човек во институција кај што се наплаќа карта, и вика јас карта не плаќам. Ти викаш зошто? Знаеш ли вика кој сум јас? Ако треба да ме прашаш, значи не знам. Значи, пак ќе ти кажам, ние имаме некој си селски чалам, и ова не е обележи на македонци, на албанци, на такове, тоа е менталитет. Знаеш, апропо колите кои ги спомнавме. Вика, ако стизнеш 4 жмигавци, ако имаш потреба, можеш да се паркираш кај сакаш. Не е точно. Не е точно. А овие се убедени, човече те убедува. Ама викам, човече, јас, еве пред неколку години стана возач, јас полагав, не е точно. И да оставиш кола негде радитност, мора да има човек во незе, не можеш празна да ја оставиш. Второ, не можеш на булевар, во улица да, на булевар не можеш. Кај нас на булевар се паркира, човече. На место кај што е обележен автобус да стои се паркира со колата и оди цигари ја си купи. Така. И ние имаме проблем со тие, ти викам, квази битни ликови, дали знаеш кои сум, што имат превисоко мислење за себе. И еден комичар Бојан Велевски, неодамна во еден стендап шоу рече, абе вика, ако немавте леп да јадете, вика, и кој јадевте, вика, леп маргарини од озгора со солца, вика, како бевте скромни, воспитани, малце пари влегува, вика, се станавте елита нешто. Тоа е тоа, ние имаме нас реално вака, ни треба ќотек убав, ќотек подразбирам ред во ведување, но најголем проблем што е, кога ќе се воспостави ред, не сме да има за тебе важи, за тебе не важи. Она преска што ти го кажав, кога правиме муавет за председател на собрание и за други. Да. Министер прави казна, прави прекршок. Доаѓа джандарот си пишува казна, му ја остава, му вика повелете господине и си оди. Оди, Латвија. Колку? Подеднакво за сите Так. казна. Когаш некај менталитетот, пред 15 повеќе години, влегуваме во банка и редица и се станавме во редица и гледам како што се влегуваат, си врват покрај нас, само речат, јас само да прашам. Вие сте на ред, ама јас да прашам. Абе, сите сме овде за прашување. Тој што ја прашаш, Да. застани зад мене,
Кога ти дојде попрашај. Да. Знам дека сте наред, ама јас само да прашам. Се брзам. Се брзам. Да. А јас немам што да правам во животот, јас сам да чекам тука. Сега, апропо тоа, извини, кратко ќе биам, ова само ќе ти кажам. Сега знаеш ли што конечно нашите банки што направија? Прво, веќе да знаеш која промена, нема работа во 2 смени, сите банки работат во 1 смена. Втора работа, пошто им стана јасно како е, еве се јас на мојот телефон имам електронско банкарство, плаќање овона. Кога сакаш било што да платиш, ако платиш на шалтер, е 50-60 денари, значи долар и нешто, провизија ти зема, а ако платиш преку мобилен е 15 денари. И ти што мислиш за другите, не знам, ама Ристевски Александар што направи? Се вклучи електронско банкарство. Ем да чекам пола сат, кој идиот 5 души пред мене да има. Ем да ми земиш 3 пати или 4 пати повеќе, не сакам. И јас сега доаѓа сметката, си ја вадам еве сметката, ливчето, ја гледам сметката, на мобилен сума, ова, она, стисни, чао, нека се земи 15 денари. Не ми зема 50. Гледаш, македончето, казна и удри го по джеп. Само тоа е, нема друго. Господине Ристевски, како што Јон рече, во следниве неколку минути имаме и неколку блиц прашања на кои би сакале пократки одговори. Како гледате на чекорот на владата на премиерот Христијан Мицковски да ги намали цените на катастарските тарифи за недвижности? Дали ќе се ослободи конечно катастарот од криминалот и корупцијата? Катастарот, кога говореше Славчо Трпевски, до 2016-17 ги постигна неголемите резултати и предходникот негов која беше, мислам дека беше Каргов и предходно овој кажете го Нино Тодоров, така да имаше голем раст и голем ред. Катастарот во голема мера се запусти за 7 години. Се надевам дека таму директор е сега Иван Живковски. Да. Медо, добар дечко, паметен, зрел, правник, одговорен. Така да мислам дека доста работи ќе се оправат и ќе се вратат на стари патеки. Структурата на ВМРО ДПМН има искуство и знаење со менаџирање на таа институција, само треба да се вратат на старите патеки, што беа до 2016-17. Така да мислам дека во многу брзо време ќе се оправи, поевтинувањето на услугите е апсолутно паметен чекор, нема потреба да се качуваат цените кога веќе институцијата работи со добивка. Катастарот треба да е сервис на граѓаните, треба да добиеме брза, квалитетна и ефтина со оптимални цени услуга, така да благодарност на владата што го превзема овој чекор и само напред. Така во многу аспекти нека продолжат. Како ќе ја прокоментирате најавената борба на Мицковски против криминалните групи од македонското подземје? Ќе успели да ги ставит за решетки каде што им е местото или пак тие ќе најдат крт сребролюбец во владата на Мицковски и ќе го направат нивен партнер за да останат неказнети? Кој ќе победи во ваквата најавена битка? Ќе стане ли криминалот неисплатлива професија? Криминалот е секогаш исплатлива професија, обично за луѓе што нема што да изгубат во животот. Проблем со криминалот е кога криминалците ќе сватат дека проаѓаат неказнено, тоа се зголемо број на криминалци и луѓе кои сваќаат дека нема некој особен ризик да се занимаваат со нелегални дејанија. Така да јас сум убеден во владата нема да најдат крт, сигурен сум, има квалитетни особи. Поголем ми е страв внатре во структурите на полицијата, на судството и на обвинителството, каде што директно владата нема ингеренци и можност да интервенира, но доколку во континуитет неколку години се работи истражно и посветено и доколку на многу места им се сечат канџите, да кажеме, на оние кои прават злоупотреби и нелегални дејанија, мислам дека перспективно во брзо време може да се видат резултати. Најбитно е на тие што прават пред се финансиски криминал е да им го конфискуват или одземите имотот. Тоа е најголемата болка. Значи, човек кој се занимава директно со криминал, да знаете, таквите од старт се помирени тоа дека во одреден период во животот ќе лежат затвор. Тоа е пресметан ризик. Значи, човек кој е деликвент, 16, 18, 20 години, рачуна дека ќе живее 60 на години, не има амбиции за 80-90, и тој вика во наредните 40 години, ако јас можам да живеам ко богаташ,
35 години ја живеам убаво, не ми е проблем 3 до 5 години затвор. И тој ми е пресметан ризик, плюс знаат вика ако имат пари и во затвор може добро да си пројдат. Така да главното нешто што треба да го направи власта е да работи многу повеќе на конфискација и на одземање на имотот на тие кои ќе се најдат одредени дејанија дека се извршени нели на нелегален начин, и второ елиминирање општествено-политичко на сите оние кои даваат повод или мотив да ваквите луѓе се чувствуваат сигурно и самоуверено во институциите на системот. Секој помалку или повеќе огромен дел од народот пробува да направи некаква аванта, некаков кјар, некаква заработка на полуматен начин, но ова се веќе еклатантни криминали. Најголем дел ние имаме тоа што модерно го викаме кај нас урбана мафија, и затоа и таква и конфигурација на терен имаме со такви зградишта, такви објекти, такви злоупотреби. Јас само прост пример ќе ви кажам, една зграда голема што се гради, рачунете некој нелегално, па после да го легализира од после, рачунете зграда 50 метра долга, а на 15 спрата, некој да си дозволи вон проектот да ја прошири за 1,5 метра. Знаете која е добивката? Епа вака, 1,5 метра по 50 е 75. На 15 спрата 1000. 1000 квадрати плюс. 1000 квадрати во делови од град кај што еве јас каде што живам веќе 2000 евра квадрат, 1000 по 2000 се 2 милиона. И сега тој со олку вака проширување на зградата во должина и во висина, тој има 2 милиона ќар. Тој е криминал или не е криминал? Зависи како се го викаат. Тој кога ќе продаде се до тој, кога ќе ги заработи 2 милиона евра, тој да ги даде 500.000 или 800.000 за мито и 100.000 или 200.000 за легализација, тој пак има 1 милион евра криминални пари. Ме разбирате која е логиката? Значи, од баналност, абе добро, попуштил 1,5 метра поише. Како 1,5 метра поише зграда цела е, човече. Тоа 1,5 метра во ширина, 50 метра должина, 15 спрата, го продал за 2 милиона евра плюс. Тоа е кај нас проблемот. Антрополог. Со господин Ристевски ќе ги анализираме сите актуелни случувања во Македонија и пошироко, како и теми кои не засегаат сите нас, без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, од господинот Ристевски ќе побараме мислење за оставката на Љубомир Фрчковски од функцијата амбасадор во Обединетите нации во Њујорк. Ќе зборуваме за новиот началник на генералштабот на армијата Сашко Лавчиски, како и за тврдењата на Кренар Лога дека бил поставен неправедно и незаконски, а ќе зборуваме и за препукувањата помеѓу знам и вреди. Ќе зборуваме и за грозоморното убиство кај трговскиот центар Мавровка и за осомничените за убиството кои претходно избегале од скопскиот затвор. Ќе зборуваме за ултиматумот на СДСМ, како и обвинувањата на Крешник Бектеши од ДУИ за некаква наводна наредба за следење на функционери на ДУИ и представниците на Европскиот фронт од страна на владата на премиерот Христијан Мицковски. Ќе зборуваме за промените така. Како ќе го прокоментирате новиот судир во владеачката коалиција помеѓу македонски концепт на Петар Богоевски и Алијанса за албанците на Арбен Таравари? Јас као човек со Петар Богоевски не се согласувам за многу работи, не ни зборувам со човекот, го имам изблокиран уште пред 10 години. Прашање на енергија, на концепти, на размислување и на промени на ставовите, не моите, неговите. Ама да е жив и здрав, мене, знаете што викам јас? Мора во општеството да има една контратежа. И не може албанците, сите политички структури кај албанците, стално да имат некакви екстремни барања, да нема некоја контратежа од другата страна. Така да, ако го немаше бунтур, може требаше да го измислат. Ако ме разбирате што сакам да кажам. Така да, ние се навикаме ДУИ, ВЛЕН, Алијанса, било кој. И се одат, нели, екстремно, и ние као се нешто прифаќаме, се согласуваме. Епа супер, мене ми се допаѓа за некој работи Левица како настапува, и знам како настапува, супер, само напред, браво. И Шехтанскиот ТМРО, супер. Знаете зошто? Затоа што мора да има бунтур, мора да има Шехтански, мора да има Левица, мора да има знам, за да овие сватат дека ние не сме ретардирани.
Значи Со се мора ќе да се има сложам, ама со левица не можам да се сложам, бидејќи тие беа оние кои што ја уриваа куќата на Македонија. И сега се појавуваат како некакви си градители, немаат искрена намера. Тоа е моето мислење и стварно моето мислење. Може се Јон, подобриле ја. Не се мора да подобри. види, може да те прашам Поменале. нешто. Да, прашај. Мислење. Ако си христијанин и веруваш во Бога, и веруваш во ангели, веруваш во Божица мајка овоно, ако го нема ѓаволот што правиме, ако го нема пеколот што правиме, Така. мораш да имаш контратежа, мораш да имаш и моркови стап. Морковот е награда, ама стапот е погазот. Мора да има Мора и да го добро. има, ама не значи дека ќе го пратам Ти во неговите како постапки. ќе се однесу. Не. Тие таквите ликови се добра школа за браќава од влада и за браќане од опозиција, за Влен и за Дуј. Не може они стално да испорачуваат барања, а ние стално да се браниме. И ние ќе кажеме супер, срушете не нас, овие кои ќе ви дојдат ќе видите со нив што ќе правите. Така да супер да го има и македонски концепт, супер да го има и Знам, и Левица, и ТМРО. Еве, Знам нема, кажи го, Знам има 6 пратеника. Левица има 6 или 7, колку има. Бунтур и Шехтански нема тич. Ама, ако продолжат овие вака се понашат, може и овие ќе добијат. Тогаш нема да биде плукни залепи. Така да, нека се караат, нека се расправаат. Јас, пример, еве, неговата матрица околу некои ставови може да се најдеме, но начинот и реториката на која комуницира и со јавност и со другите, пак ќе кажам, не е мој фак, не ми е најомилен лик, ама да е жив и здрав, симпатично шоу прави за да им стави до знаење каде може да одат работите од другата страна. Македонците доволно беа сервилни и мирни. Поздрав до Николас Македон. Ако имаш почит, прво тој политички субјект кој го нарекуваш така, нема така да го нарекуваш. Тоа е доказ за непочит. А тие 8 пратеника кои си отидоа, тоест кои напуштија, тоа се ликови кои се политички мртви. Од тие 8 пратеници кои ги спомнуваш, јас 5 од нив лично многу добро ги знам и не сакам со очи да ги видам. За мене се тоа мртви луѓе и многу несреќи ги снајдува во животот. Инаку викаш кој вели сега Левица, кој вели Северна, добро, Северна не вика никој. Велат индивидуално еден, двајца луѓе кои мораат. Зошто мораат и како мораат, тоа е претпоставувам некоја виша политика која нас, обичните смртници, не ни е ни јасна ни што како. А сите тие, вклучувајќи ми мене, велам чисто Македонија, ти велиш Македонија, сите велиме Македонија, најголем дел партоници велат Македонија и Левица вели Македонија, но е наради проста едноставна причина, не се дел од власта. Кога ќе бидат дел од власта или кога ќе им се даде нешто каде што може би ќе бидат ставени под менгеме, може би ќе мора, и апропо еве на Николас Македон да му помогне нешто на крајот, кој се извинувам јон, околу користењето на Северни, кажувањето дали е реалност. Доколку Николас Македон ги видел дел од моите јавни настапи, поготово на големи емисии као што е Канал 5, само вистина и се останато, јас лично го имам речено дека Северна е реалност. Дали таа реалност јас сакам да ја прифатам и да биде дел од моето живење и историја на Македонија и македонскиот народ? Апсолутно не. Но реалност е од 2018 година кога само неколку стотини луѓе одевме по улиците како будали. Не знам кој е Николас Македон као личност, ама јас бев тие по улици. Ти ако си бил, те молам кажи ми кој си да знам дека сме биле заедно на лице место. Кога ние во тој момент, кога вештачки ни го сменија името, де факто, во собрание, кога владата донесе одлука, кога почна да ни менува документи, тогаш мал дел од граѓаните, многу мал беа на улиците. Јас бев еден од нив. Да излеземе 50, 100, 200, 300 илјади, тешко дека тоа ќе се случиш. Ама преку интернет, преку Facebook, преку YouTube, држава не се брани. Така. Со карање 6 години после нешто случено, тоа се случило. Преломот се менува во дадениот момент. Во дадениот момент можеш да смениш ништо. Сега не можеш да смениш ништо. Но македонецот од денес натаму треба да натера максимално колку може да не го користи Северна Македонија.
да не дозволи да влезе во учебниците, да не дозволи да биде пенализиран за користење македонец, македонски, Македонија, да креира македонска музика, да креира македонски книги, да го шири и брани македонскиот јазик. Македонија да се интегрира кон Европската Унија, да се обедини како држава заедно со деловите во Грција и во Бугарија и во Албанија, па и на Косово, значи да стане една територија без граници, и тогаш, кога ќе стане нерелевантно дали ние имаме агресија, амбиции за поделба или бла 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 бла, ти реков ми рече, тогаш Македонија ќе може да поднеси барање како дел на Европската Унија за враќање или некоја варијација на форма на името, за да може сама за себе да каже дека е Македонија. Но, во дадената ситуација, колку да сме несреќни и сфрустрирани, факт е, стој. Еве ти го документот. Република Македонија, Република Северна Македонија. Знаеш кога го извадив пред 1 месец? Знаеш зошто? Не можев да излезам од државата. Можам само со лична карта да отидам на Косово и во Србија. И во нејзе ми пишува Северна Македонија. Еве давав отпор, јас давав лично отпор. Еве ти нов пасош. Така. Значи, отпор, ти ако имаш Николас австралиски пасош или норвешки или шведски, ти можеш да одиш кај сај. Што треба јас роб во државата да бидам да кажам не ја признавам Северна? Не можеш, се случило. Од сега натаму почна нова борба за некаква си нова македонска ренесанса за освестување дека ни ја скроија капата, дека не натегна на колец. И ние мора во дадената ситуација да прифатиме дека во еден куп институции стои Северна Македонија, но не мора вербално да се мачиме еден со друг, да си окажуваме тоа, и доста со вреѓање и делба на македонското национално ткиво. ДПНЕ, левица ова, левица... Македонец, Македонија. Македонска кауза, за македонска кауза, против македонска кауза. Биди и во СДС, и во ЗНАМ, и кај сакаш биди. Македонска кауза, предавничка кауза. Само тука е делбата. Господине Доаѓа ти си одат. Ристевски, ја мислам дека таму ќе прекинеме со Николас. Николас Македон би го повлече јазикот. Се двомил, мислевме со Бети дали да прозбориме за тоа, меѓутоа, како што реков, повлече јазикот Николас. Кога зборува дека од ВМРО го употребуваат Северна, најверојатно мисли за она што се појави видеото во јавноста пред некој ден од еден портал, кој што не е вистина, тоа е фиксирано, тоа е наместено така да испадне дека дека Весна Јаневска вели извините Северна Македонија. Единствено само тој портал во Македонија го кажа тоа, ако имаше доблес и ако е вистина, ќе го ставеше без она замајување, заметнување, па врглење на очи или било што. Тоа е правено нарочито, а знаеме за што ви претпоставувам дека пред малку проговоривме за тоа, не знаеме од кои причини, ние знаеме од кои причини тоа го прават. Не сакаме се уште да обелодениме за тоа и не верувам дека во блиска иднина ќе обелодениме зошто плукаат против ВМРО ДПМН. Меѓутоа ето тука да завршиме, убаво кажам. Патем и против мене. И јас бев пред 3 недели наражен, па после на само имаше извинување, ама бев извреѓен максимално. Така да јас бев почастен од нив, фала дечки, иако се знам со ликовите може 15-20 години, али добив едни квалитетни здрави навреди и понижување и им благодарам. Благодарам. Добро, тоа е доблесно како христијани. Примерот Христијан Мицовски со министерот за правда Игор Филков остварија средба со претседателката на Судскиот совет Весна Дамева пред можеби 5-6 дена или 10, а по нивно барање. После средбата Мицковски изјави дека не се откажува од планираните реформи во правосудството. Како вие гледате на таа средба? Има ли надеж дека ако не сите барем дел од нив да го подржат планот на владата за корените промени, односно реформи во судството и обвинителството? Зошто се плашат од реформата во судскиот и обвинителскиот совет? Во времето на Груевски имаше забелешки од меѓународната заедница дека централната власт и собранието, законодавната, во голема мера се мешаат во работата на судската власт. И дека нели собранието ги гласа, владата ги поддржува, во и судската власт нема независност. И тоа се збореше за влијание политичко врз судовите, овона. Во моментот кој им се предаде целосно власта на судиите, интерно и формирањето на судскиот совет,
тие потонаа. Затоа што се искажа дека само со политички борби и игри внатре, во самото судство, нема раст. Ти во Америка, за да бидеш обвинител, па и во еден куп други држави, излегуваш на избори. Еден куп district attorneys, нели, јавни обвинители, кои ќе направат кариера со борба на криминал, после следно одат во градоначалници или конгресмени. Значи, судската власт и обвинителската им е борба за политичка, но се избрани од страна на граѓаните. Кај нас порано требаше да завршиш правен факултет овона и се смисли еден систем кој е полуинтересен, академија за суди и јавни обвинители, и тебе главната битка ти беше да влезеш во академијата. Од кога ја поминиш, затоа што тука се сметаше дека е филтер фактор помеѓу оние со купени штанцани дипломи, и после излезе една нова афера, кај што се испостави дека еден куп ликови кои конкурираат за да бидат суди и јавни обвинители, првиот предуслов беше, пример, солидно или одлично познавање на англиски јазик, пошто пола се неписмени. Се испостави афера, излезе пред неколку години дека пола од нив имаат фалсификувани дипломи. И сега, како очекувате вие некој да биде добар судија или добар јавен обвинител, кога се осудил и се осмелил да земи фалсификувана диплома за познавање на јазик? Значи, тој стартно има тенденција да биде корумпиран, да излаже, да направи измама. Значи, не е чесен. Доблесниот човек, знаете што вика? Наполнив 28, 26, 30 години, учев, знам тоа. Сега ќе се запишам на курс, 1 или 2 години ко будала ќе учам, ќе осовладам јазикот и ќе конкурирам за судија и јавен обвинител. Не, кај нас прават измами и превари. И вие од старт, еве ќе ви кажам еден друг пример. Сега е она рамка, оној процес кај што се менува директори, така? И заставаат ВД директори, па се бираат директори на конкурсово. Ја ви тврдам дека барем половината од луѓето што претендираат на јавни функции, уште не се ставени, може дел и се, не знам. Ја ви гарантирам дека освен hello, goodbye и како Кришо, онај Луј де Фин, my flower is beautiful, ништо не знаат да кажат. Сега, ако некој ти кажува дека ради меѓународна комуникација овона, ти треба да знаеш англиски јазик, како тој ќе извади диплома? Времето ни фаби. Дали ме разбирате? Да разбираме, како не. Значи има, дали знаете дека пред кога дојде СДСМ на власт, прво нешто знаете ли што укина? Ви го кажував тоа пред 2 емисии. Тест за интегритет и психолошки тест. Значи психотест, дали си психофизички здрав, дали не ти дише главата, и тест на интегритет кај што 3 прашања психолошки се поставуваат за да видат дали си корумпиран, дали си подмитлив овоно. Еве, јас ќе ви кажам просто, јас во 2015 конкурирав за една позиција, јас го полагав тој тест. 2 сати се полага или сат и пол, јас за 35 минути го завршив, кликнав и ми даде уверение. И ми рекол дека такво уверение тоа важи 3 години, значи не е доживотно. И кога луѓе во мајтап нели тераат, коментираат и викаат, абе бега, овој лекарско му треба. Еве, ја имам лекарско, ти дали имаш? Па има, мора да си имаш лекарска. Ме разбирате? Значи јас, владата на СДСМ прво нешто што направи го укина тестот за интегритет со психолошки тест. Јас сум го поминал, сум го положил, се надевам ако има потреба или ако повторно се врати, пав ќе го направам тоа, и мене образот ми е чист. Англиски знам, it's more than obvious that I can know how to communicate in English language. I'm verbal, plural, whatever. I can use it in a daily basis. I'm using English since I'm 5 years old. Значи не е проблем. Ајде да ги видиме другите. Како вика Ерос Рамацоти пејачот, а де со ту? А сега ти? Ајде да те видиме. Ние тука имаме проблем. Значи прво бираме човек, па после му средуваме седа истурка. Не може така бе, бате. Ако не ги исполнуваш условите, не може. Така. Ние кај нас правиме и тој што не ги исполнува условите да може. Затоа нема да одиме напред. Или ќе се оправиме, или ќе си останеме вакво село у 19 век затуцано, кој само користи интернет и мисли дека исто со Западот, а сме всушност Бурунди. Тоа е тоа. Така. Господине Ристевски, ви благодариме што бевте дел од оваа емисија на Македонски корени. Причини чест и задоволство. Ви посакуваме убав остаток од викендов. До следно слушање и гледање, пријатно до слушање и довидување.
Секогаш е задоволство со вас човек да се дружи. Еве оваа комуникација ја започнавме пред цирка негде 10 месеци, ако не грешам. И еве веќе, ако исто не грешам, мислам дека ова 7-мо издание. Така. Изедовме еден серијал, да ве пофалам дека сте исклучително и професионални, и на место, и принципиелни. Јас имам отворен простор како ретко каде да се искажам и да се обратам. Мене ми е мило што комуницирам со македонското население и од овде и во цел свет, но пред се тоа во Австралија. Јас имам големо семејство и во Сиднеј, и во Мелбурн, и мене ми е мило што, иако на другиот крај од планетата, македонецот има желба, има потреба да се нахрани и преку вас да добие квалитетни, издржани, објективни информации. И секоја ви чест, и се надевам дека здравието уште долги години ќе ве служи, уште долги години ќе отерате ова на особено задоволство на цела македонска популација и на мене се разбира. Честа е наша, секој добро и на вас. Токму така ви благодариме за бавните зборови, господин Ристевски. Нема што друго тука се додаде. Ево и денес и покрај оскудицата од теми кои што се во јавноста вртат во Македонија, бидејќи се одборите, успеавме 2 часа да направиме емисија. Мисля, че не се чини дека бевме интересни за сите, опативме доста теми кои што можеби на прв поглед на некои од македонците и оние кои што не се македонци, а живеат надвор од Македонија, не им е важно тоа, меѓутоа ќе се вратат во Македонија, се она што го зборувавме ќе имаат корист, ќе знаат што се случува и се со чекор на времето. Ви благодариме од Беше исклучително задоволство. Поздрав до сите. Поздрав.